Вулканец, Црнец. Црнец, да. Така? Со треги фанови чудна работа и The Next Generation го почна, плюка, фрла, камања, кељав капетан, клинговец на брод ке ставите, дали сте вие нормалниот мет, успеа. Да, Испадна најубавата серија. Да. Испадна најубавата серија. Сега со новиот филм на J.J. Abrams истото се дешава, али Така, новиот филм на J.J. Abrams ќе биде приквел, ќе биде Капетан Крк од најмладите денови негови на академијата. Како се запознале И првиот Enterprise, значи сите оние ликови што на почетокот први ги кажавме, сега како сосема млади. Па тој има идејата да го ревитализираат серијалот, се враќаат баш на корените. Кажи ми, сите бродови имаат USS Enterprise, USS Voyager. USS, што означува тоа USS? Па на почетокот, тоа уште 60-ти, кога се седнало, кога се размислувало за продукција и тие работи, еден од писателите кои биле позади серијалот бил воен ветеран или така нешто, али најпросто да му излезе United States Ship. Тоа е. Така, кој што и денеска USS значи United States Ship. Да. Така. Таа е ознаката. После Enterprise ги има и оние префикси C, D, F. Никс, така. Тоа само на Enterprise го има, затоа што Enterprise неколку пати е уништуван. Уништуване, па повторно граден и добива верзија B, C и D и така натаму. Последното ствари е E. Многу интересно, слично како во Next Generation и во Voyager имаме еден посебен карактер, посебен лик, кој е готвачот. Пак, ваму беше Вупи Голберг, која беше шанкерката, која е многу проницлива, неофицијален психолог и со многу чудни интуитивни способности. А овде имаме еден многу приземен тип од, не знам која раса е тоа? Талаксијан. Мислам, ќе го најдат таму, кај што ќе видат Делта Квадрат зафрлени. Ќе го соберат као водич низ просторот. Интересен лик е тоа, добро, во секој серијал има некој што носи комедијата. Пак Стар Трек е забавен принцип. И холограмскиот карактер, докторот многу убаво обработен и многу интересен лик. Тој е фантастичен лик, докторот. Докторот е богами фантастичен. Како се викаше неговиот лик во The Doctor? Само The Doctor. Нема име. Значи, има идеја така. Пикардо е, он е сега главен на Stargate Atlantis. Да, таму сега глуми. Овакво, сакав да кажам дека докторот, бидејќи бродот не беше предвиден за долги патувања, немаше медицинско лице, имаше медицинско лице во првата епизода умира. Значи и првиот офицер, затоа и делот тој терористички екипаж ќе се интегрира во екипажот на Voyager. Значи главниот доктор умира, па овој го вклучуваат. Заедно се сега овој да кажеме дека овој доктор е виртуелен уствари. Он не може да излезе надвор бидејќи он е проектиран. И он, нели, тука може да делува само во својата реалност. Само во но колку подолго работи, кај него се повеќе се јавува самосвест. Програмата се развива, бидејќи тој фактички не бил дизајниран за долги патувања. Тој малку да помогне и да се изгаси. Али склопно околности го тера колку пати он бара во серијата и кај исклучен. Чи програма да му се развива тој степен да он биде свесен за себе како човек. И развива еден табиет, невиден табиет до сега, како карактер, многу интересен. Кима што доживува гледачи во која сезона доаѓа можеби најеротската појава воопшто на телевизија? Мислам дека нема треки фан кој не ја сонувал барем еднаш, а тоа е Seven of Nine. Джери Рајан, која е просечна актерка, која просечно убаво изгледа и која во оваа серија блеснува како една од најсекси ван појави воопшто. Она доаѓа во втората сезона. Крај на трета. Пардон, крај на трета. Крај на трета, почеток на четврта. Значи последната епизода. Ќе почекаат малце гледачи, дали има што да чекаат. Ќе почекаат, значи 70-та епизода, да речеме некаде. Така, некако. Ќе ја видат, тоа ќе им дојде негдека февруар месец, и кој ќе ја видат, ќе лепо да видат. Интересно што не е само што добро изгледа. Јас стварно си изградил тоа прв пат ја гледав серијата како и добро глуми девојката. Значи не е само секс символ како серија. Не е само појавата. Одлично глуми. И кога се бара од тебе да не глумиш, да не правиш гримаси,
Не може секој тоа да го прави. Да. Така и Шварценегер која се појави у Терминатор не свести. Човекот не мрдна со фаца, али по-уверлив робот не се вида. Seven of Nine е човек кој бил асимилиран од боргите, но Джейнвеј ја излекува, ја враќа назад и со сезони е низината борба да ја интегрира назад во човечкото општество. Да. Тоа е драма невидена со такви твистови, turns and twist. Фантастично, мислам, психолошки многу добро обработена. Да, па тоа е главната причина, се морало да се проучува човекот како човек да се проучува. Да, и многу интересно во една херметично, таму им вика што ќе правиме, 70 години е викал. Ќе се откажуваме, ќе остануваме на овде негде каде да живееме и да се ги завршиме животите, или додека не држи сила враќање дома и одлучуваат сите да ја задржат дисциплината и да тргнат дома. И сега во едно херметично затвореност, знаеш, луѓе изолација, значи од све што те прави тоа што си, значи федерацијата никаков контакт немаш кој да те контролира. Значи они со самата свест им кажува дека треба да се понашаат како луѓе за да преживеат. Тие се отфрлени од све и може да отфрлени се од све и може да се понашаат како сега. Значи далеку се од Ова сега ми го одпритевте? Interpret клас NCC 74656 15 дека 141 човек посада. Bioneural Circuit Sustainable Cruise Velocity of Warp Factor 9,975 Currently Stranded in the Delta Quadrant Caretaker. Тоа е првата епизода. Voyager е 700 тони Starship, тежок 700 тони. Janeway lands the ship on the planet since the... Janeway прв пат слетува брод на планета и тоа ќе го видиме. Точно. Тоа добра епизода беше. Парис Телс, и Парис е откачен тип и тој е еден бунтовник кој ќе заглави. Интересни лигови во серијата. Tells Erhard that Voyager can travel at warp 999, which is about 4 милиарди мили во секунда. Ете, технички податок. Од кај го извадивте, Зверој? Екипа? Од кај? Режија? Браво, еве и режијата. Навлегла во планетот. Браво. Мислам дека состојбата со екипажот е откако ќе им се случи несреќата, откако ќе имаат погинати, Voyager ќе тргне и со непотполн екипаж на мисијата. Така бе. Што ствари еднонеделна мисија, они тргаат, уствари ги биде 7 годишни. Така, 7 годишни ќе трае. Многу ликови кои и ќе се развиваат, посебно има посебно бидејќи е мал брод, долго патување, се создаваат релации, емоции, чувства, има едно фина сексуален набој што ретко се сретнува во Стар Трек. Обично има висока контрола на емоциите и нагоните, овдека малку поготово со Seven of Nine, бидејќи кога ќе ја погледнеш едноставно, со низините облини просто асоцира. Напред не се совршени тие. Така, не се совршени. Тоа е многу добро контролирано во серијата. Мислам, тоа е финотијата на самата серија. Има